Добар ден, драги ученици! Јас сум Жарко Алексовски, предавам во Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковце. Денеска ќе ви презентирам онлайн лекција по предметот Географија за 6-то оделение. За оваа лекција ќе ви биде потребно пенкало и тетрадка. Вие знаете дека завршивме со претходната тема за камената обвивка на земјата или литосфера. Следна тема ни беше водната обвивка на земјата или хидросфера. По таа тема денеска ќе ви ја презентирам лекцијата Светско море. Ако сте спремни, може да почнеме. Додека ќе ја читате оваа лекција, ќе треба да научите да ја препознаете разместеноста на Светското море на земјата, да ги именувате океаните како неголеми водни површини, да објасните нивната географска положба на земјата и да знаете за морињата и нивната поделба како помали водни делови од Светското море. Воедно ги користите следниве нови појми: океани, мориња, равни, средоземни, меѓуостровски, приморје, полуострови, превлаки, заливи и протоци. Научивте и дека вкупната површина на земјата изнесува 510 милиони километри квадратни. Значи може да видите на картата подолу, целата оваа површина што ја гледате, и вода и копно, изнесува 510 милиони километри квадратни. Но од тие 510 милиони километри квадратни, поголемиот дел, тоест 2/3 или 71%, е покриен со вода. Се забележува на картата дека водената површина поголема за разлика од копното. Сите овие водени површини на земјата, значи и океаните, и морињата, и езерата, и реките, сочинуваат една целина која што се нарекува Светско море. Таа целина Светско море зафаќа површина од 361 милион километри квадратни. Можете исто така да забележите на картата дека на јужната полутопка има повеќе вода отколку на северната полутопка. Во таа целина Светско море најголема површина зафаќаат океаните. Сите океани најчесто се наоѓаат покрај некој од континентите. Најголем меѓу сите океани е Велики или Тихи океан, кој зафаќа површина 180 милиони километри квадратни. Тој се простира покрај западните делови на Северна и Јужна Америка. Еве тука може да видите на картава. И источните делови на Азија и Австралија. Еве тука. Втор по големина е Атлантскиот океан. Тој се простира меѓу западните делови на Европа и Африка и источните делови на Северна и Јужна Америка. Еве тука. Трет по големина е Индискиот океан. Тој зафаќа површина од 75 милиони километри квадратни, се простира меѓу три континенти: Африка, јужниот дел на Азија и Австралија.
И најмал меѓу океаните е Северниот леден океан. Самиот збор ви кажува северен, бидејќи се наоѓа на северната полутопка на земјата. Зафаќа површина од 13 милиони километри квадратни и се простира северните делови на Азија, Европа и Северна Америка. Тука. Следно е за морињата. Морињата, за разлика од океаните, се помали водени површини, а некои мориња се и дел од самите океани. Подолу на сликата можете да видите како изгледа една морска површина. Според местоположбата, морињата се делат на рабни, средоземни и меѓуостровски мориња. Рабните мориња се наоѓаат покрај некои од континентите. Пример е Балтичкото море, се наоѓа покрај континентот Европа. Средоземните мориња се во внатрешноста на континентите, од сите страни се обколени со копно, само едната страна излегува на море или на друга водна површина, може и океан да биде, тоа се нарекува морски теснец или мореус. Меѓуостровските мориња, самиот збор ви кажува, се наоѓаат меѓу 2, 3 или повеќе острови. Непознати мориња во светот се Средоземното море, Јадранското море, Црното море, Балтичкото море, Егејското море и други. Јадранското, Црното и Егејското море се делови Средоземното море. Следно од оваа лекција ми е брег и брегова линија. Еве тука на оваа слика може да видите како изгледа една брегова линија. Тоа е линијата на која се допираат копното и морето. А овој тесен појас на земјиште покрај брегот се нарекува приморје. Еве тука. Постојат и други останати релјефни облици на разгранетост, како што се острови. Еве тука како изгледат островите. Тоа се копнени делови, кои што од сите страни се обиколени со водена површина. Полуострови, еве ви го Скандинавскиот полуостров, еве ви го Пиренејскиот полуостров, Апенинскиот полуостров, Балканскиот полуостров. Тоа се копнени делови, кои што од трите страни се обиколени со вода, а едната страна е копна. Има и превлаки, заливи, протоци и останато. Луѓето, за да ги скратат морските патишта, најчесто го покопувале копното и ги спојувале морињата со канали. Пример е Суетскиот канал, Панамскиот канал и други. Еве тука како изгледа еден морски канал. Тоа е се од оваа лекција. Тука можете да го стопирате видеото и да проверите колку сте научиле од досегашното излагање. Значи, овие 6 прашања ќе ви бидат домашна задача да ги одговорите. Треба да ги запишете во тетрадката и сите да дадете соодветен одговор на секое прашање. Значи, колку изнесува површината на светското море, колку океани има на земјата, да ги наброите океаните по големина, која е најголемата длабочина во Тихиот океан, како се поделени морињата, што е тоа брегова линија. За крај, нешто што е незадолжително, а служи за оние кои сакат повеќе да научат. Следниот текст. Че најголем дел од северните поларни области ги покрива Северниот леден океан. Водите на Тихиот, Атлантскиот и Индискиот океан на јужната полутопка се мешаат меѓусебно.
Панамскиот канал во Средна Америка ги спојува водите на Тихиот и Атлантскиот океан. Што е канал во Средна Америка кој е прокопан и кој ги спојува двата океана, Тихи и Атлантски океан. Сообраќајот кој се реализира по океаните и морињата е најевтин во однос на другите сообраќаи, копнениот, воздушниот и така натаму. Не би спомнал за најголемата длабочина на земјата. Таа се наоѓа во Тихиот океан, близу Филипините, кај Маријанските острови, и изнесува 10.915 метри. Ова ви одговор всушност на четвртото прашање од претходно. Тоа е се за денеска од оваа лекција. Се надевам дека успешно ви ги доловив овие работи и дека ќе знаете да објасните за светското море и да ја препознаете разместеноста на океаните и морињата на картите. Ви благодарам.